Дозволете да го искористам правото кое што деловникот ми го дава. Неколку пратеници тоа го номинираат сериозно за инклузивен процес. Владата е овластен предлагач на амандманите и е задолжена од комисијата ако парламентот тоа го прифати во рок од 15 дена ние да изработиме нацрт амандмани. Јас сум овде како прв во владата да потврдам дека заедно ќе седнеме да ги работиме амандманите. Уште еднаш само да ја кажам потребата. Што е суштината на амандманите? Едниот е амандманот најсуштествениот. Пред Македонија да се додаде север. Вториот е преамбулата да се истакнат одлуките на АСНОМ. Зошто одлуките на АСНОМ? Затоа што во манифестот од АСНОМ има повикување на македонци од сите Македонии. Прогласот, да. Да нема нови иредентистички очекувања од страна на Грција према нас. Затоа одлуките на АСНОМ, кои што зборуваат за државотворноста, за единството во државата, слободата, демократијата. Третиот амандман се однесува на европски начин на неповредливост на границите и немање на територијални претензии. Јас ќе кажем и една новина можеби прв пат. Овде на Балканот ние начинот на водењето на грижата за нашите луѓе кои што живеат во соседните земји или во диаспората е поинако дефинирано во нашите устави отколку во уставите на земите членки на Европската унија. Како например Албанија вика водиме грижа за албанците во Македонија. Или ние водиме грижа за македонците во Грција. Начинот на водењето на грижата мора да биде соодветен европски, кој што нема да алудира на мешање во внатрешни работи на соседни или на туги земји. И тука заедно ќе ги утврдиме формулациите. Ние не смееме да си дозволиме сами да објавиме амандмани. Не е наш редот. Сепак сме изработувачи на нацрт амандмани, заедно ќе седнеме овде, ќе доаѓаме од главата во парламентот заедно да ги работиме. За да го потврдиме идентитетот, македонскиот јазик, дали во постојните амандмани, па и пети амандман. Грција нема против нашиот идентитет, ниту нашиот јазик. Јас сум спремен да разговарам со грчката страна, затоа што тоа не е спорно. Проблемот е во разграничувањето преку севера. Тоа е суштината. И навистина другите делови за кои што зборувавме, имаше овде дебата, беше да се најде спогодба која што ќе носи кон пријателство, а нема да остави нови траги за воиднина нови влади, македонски или грчки, да прават некои дополнителни непријателства. Тоа е суштината. Значи ставам уште еднаш апел сериозен, ова е само за потреба за отпочнување на уставни амандмани. Имаме понатаму гласање за нацртот, имаме двотретинско гласање за уставните амандмани. Сите сме тука. Тоа е процес кој што ќе трае повеќе од 100 дена. Ова е пресериозна работа. За устав се работи на Македонија. И затоа го искористив ова право уште еднаш да потврдам, како прв во извршната власт, целосна намера во духот на договорот да го потврдиме целото тоа и можеме да го потврдиме и нема никој да не реагира од грчката страна, тоа што е апсолутно потврдено. Јас сум преговарачот, разговарав внатре и можам тоа да го потврдам, за да можеме на крајот да се обидем да правиме консензус. Спремен сум да седам со сите, вклучително со лидерот на ВМРО, со секој, за да можеме да изградиме национален консензус по ова прашање. Благодарам.